Новата учебна година почна со старите проблеми поврзани со училишниот превоз. Околу 30 ученици од Радовичко кои учат во Средното медицинско училиште во Штип сами мораа да се снаоѓаат како да дојдат од дома до училиште и повторно да се вратат назад. Вчера, првиот училишен ден, со Струмица експрес, без проблем прва смена отидоа на училиште, но втора смена веќе не сакале да ги качат од Штип од автобуската. Значи во 17 часот со тој автобус не се качени, во наредниот дури во изгледа последниот таму некаде се качени децата да се вратат назад. Значи кога е гужва, исто кога се возат со овие линии, не ги качуваат секогаш ученици. Во неможност во моментов да го организира задолжителниот превоз, училиштето на учениците им понудило друга алтернатива. На децата им е кажано, доколку немаат средства финансиски, да се изјаснат за онлайн настава да ја следат, но бидејќи децата се тргнаат со физичко присуство, нормално дека сакаат со физичко присуство да ја следат наставата. И сега ние сме ставени во неизвестност, бидејќи ни рекоа прво до 20 септември дека ќе немат обезбедено превоз, а вчера на втора смена директорката наводно им дала информација дека за 2-3 недели ќе се премине на онлайн настава и дека ќе нема потреба од распишување на тендер. Од Средното медицинско училиште потврдија дека имаат проблеми со училишниот превоз и дека поради технички причини тендерот доцни. Проблемот е од технички аспект. Јавната набавка за превоз на ученици е во тек. Некаде би требало целата постапка да заврши до 10 септември, понатаму околу подпишување на договорите, значи се надеваме дека до периодот од 20 до 23 септември ќе имаме во потполност чиста ситуација со превозот. Освен во Средното медицинско училиште, идентичен проблем има и во некои други средни, но и основни училишта во регионот. Некаде доцнат тендерите, некаде тие се повторени, поради нереално високите цени што ги бараат некои превозници за транспорт на децата до училиштата.